Македонија живее во медиумски мрак, оценува првиот човек на ВМРО ДПМН. Вели, состојбата е катастрофална, а тоа го потврдува и Freedom House, во чиј извештај повторно сме прогласени за хибриден режим. Вели Мицкоски во интервјуто за Нетпрес. Мислам дека состојбата никогаш не била полоша, особено со оваа хајка што се води со рецензии на текстови објавувани во портали и на медиуми кои објавуваат информации кои не одат во прилог на власта. Тогаш веднаш соросовите поданици на Зоран Заев се активираат преку метаморфозис и ги блокираат тие вести на социјалните медиуми. Зошто велам соросовите? Па едноставно затоа што Сорос тука беше пречекан напред доаѓа императорот на Македонија со специјални возила со полициска придружба, VIP државни третмани. Зборувајќи за пописот, лидерот на опозицијата тврди дека процесот се води скандалозно, нетранспарентно, погрешно. Зад пописот се истражува теренот за локалните избори, за каде може да се подкупи, а каде не, вели Мицковски, кој бара одложување на пописот за идната година, како и да се тргнат двата врзани потписа на директорот на Државниот завод за статистика и неговиот заменик. Оти со тоа, посочува Мицковски, пописот станува политичка операција. Доколку сето ова не биде прифатено, а засега на комисиската расправа ништо не е прифатено, доколку продолжа со насилната процедура, злоупотребата на европското знаменце, ВМРО ДПМН нема намера да ги признае резултатите, напротив жестоко ќе ги отфрли. Во периодот кој следи, ќе работи на терен истите да ги девалвира, а доколку некој мисли дека ВМРО ДПМН ќе повика на непопишување, не е така затоа што постои казна од 300 до 400 евра, ние тоа не можеме да го направиме. Коментирајќи ја изјавата на Заев, дека доколку има избори, СДСМ и коалицијата би имале најмалку тројца пратеници повеќе, лидерот на ВМРО ДПМН вели дека локалните избори се добар тест за да се проверат тезите на Заев, односно заедно со локалните да има и предвремени парламентарни избори. За една-две седмици доаѓаат неколку различни бројки, а тие доаѓаат од СДСМ. Или нека направат заеднички именител на сите нив, па да се знае која е просечната вредност која тие би ја посакувале, или да се охрабрат и да излезат на избори. Зошто политички е наивно да имате толкава предност, а да не го искористите тоа и да зависите од кревкото мнозинство во парламентот и да стравувате кој пратеник ќе влезе на седница. Нелогично е политичар кој е убеден дека има таква предност да не посакува да ја оствари и преку предвремени избори. Во пресрет на локалните избори, кои треба да се одржат есенва, Мицковски рече дека ќе се бореле со добри кандидати, теренска работа и обединување, но засомнева дека изборите ќе биле фер.